Почитуван колега, многу добро го слушав вашето излагање околу Преспанското езеро. И јас ќе ви кажам, најискрено ме поттикна, спомнавте 3 држави. Да, Преспанското езеро го делиме ние, Република Албанија и Република Грција. Но најголем процент од површината на Преспанското езеро припаѓа на Република Македонија. И лично сметам, а верувам дека и моите колеги, и затоа и нашата иницијатива за спас на Преспанското езеро, бидејќи најголема површина, нели, ни припаѓа нам. И ние треба да ја покренеме оваа иницијатива. Низок е водостојот на Брајчинска и Кранска река. Знаете, и ние, другите пратеници, може би имаме потекло од Преспанскиот регион, па знаеме малку повеќе и за тој регион. Значи, низок е водостојот на Брајчинска и Кранска река, но потребно е договор, потребно е финанси да се обезбедат и тоа е нашата цел. Да помогнеме, повторно ќе кажам, за спас на Преспанското езеро. Сакам да кажам, сакаме само да ви укажеме на добрите искуства кои се практикувале во минатото за спас на вакви ситуации, но ќе кажам пример еден. 2002 година власта предводена од ВМРО ДПМН направи еден многу добар чекор за спас на Дојранското езеро. Бидејќи преку површинската истека Јолаја се губеа голем дел од водите на Дојранското езеро, со правење на хидросистемот се спаси ова езеро. Повторно ќе кажам, дајте да смогнеме сила да го спасиме Преспанското езеро. Ви благодарам.